Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 604-то издание и по подолга пауза ја враќам во оптек на Дансе Макабре епизодата посветена на рецензирање на актуелни филмски остварувања, која ни е условуван со називот Макабре Филмфест, односно тоа е своевиден филмски фестивал кој може да си го организирате во удобноста на вашите домови со оглед на тоа што ви давам препораки за филмови кои се достапни и кои може да ги погледнете во удобноста на вашиот дом, во која ви денес ќе ви представам две жанровски дела, две мелодрами и два документарни филма, кои сметам дека треба да одвоите време да ги погледнете, кои може да придонесат за разубавување на вашиот живот, се разбира со стекнување на разноврсен поглед на човечката екзистенција. Предимство секојаш добиваат тука хорор филмовите, па денес одбрав еден испреплеткан филм со плејада на пресврти, со силна научно-фантастичка нишка. Еден контрапункт на него е симплифицираната слешер комедија за која што ќе ви говорам во жанровскиот блок, потоа една тензична периодична драма за уловување на прилично значаен миг на камера и една coming of age перспектива од страна на млада девојка од индиско потекло која се будат најразновидни чувства и тоа одеднаш во незиното тело за да созрее, а за крај ќе говорам за филмот кој никогаш не се ни сними и ќе ви понудам еднонеделен пренос на музичари кој е неверојатно дека воопшто се има случај. Така што Макабре Филмфест не постои само да понуди филм за различен вкус, туку и можност да излезете од таа зона на комфор и да погледнете што гледаат другите, за да си ги проширите вашите гледачки хоризонти, така што во текот на оваа емисија ќе ослушате 36-тото поред издание на Макабре Филмфест. А на почетокот на емисијата слушавме и прилично нова музика, односно минатиот викенд се појави новото студиско остварување на одличниот канадски бенд Spiritbox, односно имаме можност да посведочиме на нивниот втор албум, насловен како Tsunami Sea, кој се појави 4 години по првиот албум Eternal Blue, односно станува збор, како што можете да слушнете, за еден модерен метал бенд кој што инкорпорира елементи и од алтернативната сцена и од металкор, прогресивни елементи, има джент гитари, односно рифови во неговото амалгамирање на звукот кој го поседуваат и се разбира еден прекрасен и моќен женски вокал кој само Кортни знае да го изведе на таков начин, која има многу вешти премини од пеењето на клин вокали до низините вресоци и гролови. Така што од Tsunami Sea имавме можност да ги слушнеме Fata Morgana, композицијата која го отвора овој албум, и прекрасната синглка No Loss, No Love, каде си поиграа со дигитални електронски сегменти, а во продолжение ќе слушнеме уште еден сингл од овој албум, односно агресивната Soft Spine, и потоа ќе слушнеме Tsunami Sea, насловната тема од овој албум кој е издаден за Rise Records. Па претходно имаат, само да не заборавам, уште едно EP издание кое го слушаме во рамките на Дансе Макабре, односно The Fear of Fear, каде што имаат прекрасни исто така композиции. Така што и слушаме моќните Spiritbox, кој доколку имате можност да ја гледате, толпа прва рака и тоа да го направите од моја страна во живо, затоа што според концертите кои што можам да ги погледнам од нив и видеозаписите од истите, многу подобро звучат во живо отколку студиски, а студискиот звук и тоа како е доведен до перфекција од страна на гитаристот Ден. Така што има и претходно како поддршка беа на Korn, ако не се лажам, сега се на турнеја заедно и со Linkin Park, така што свират со New Metal великани и кај да е за неколку албуми и самите тие ќе полнат стадиони. Така што и слушаме Spiritbox во Дансе Макабре. А Дансе Макабре е емисија во која 16 сезони се зборува за уметност, борба против лицемеријата, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е напала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот.
Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечера има закажано полноќен танц со смртта по 604 пат. Јас сум Златко Ѓеревски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Како и секое издание на Макабре Филмфест, така и ова, ќе го започнеме со жанровските филмови. Односно, веќе знаете дека во текот на годината се обидувам да направам една листа која на Word документот во мојот компјутер гласи топ 50 хорор филмови за 2025 година, односно од сите филмови кои ги гледам во рамките на една година, селектирам филмови кои сметам дека вредат да бидат на оваа листа, односно скоро сите филмови кои ви ги представувам во рамките на Макабре Филмфест се составен дел од неа. Моментално 9 филма брои оваа година, од кои 2 се документарни. Меѓутоа намален ми е бројот на изгледани хорор филмови, односно 21 изгледан филм имам во текот на оваа година и намалив квантитет во 2025, тоа ми беше како една заклетва која што си ја дадов на себе си да се држам под 200-ката, затоа што намален ми е прагот на толеранција за филмскиот медиокритет и сметам дека залудно би било гледањето на 200 филмови заради тоа што од практиката во минатото ми покажало дека би гледал само дополнително само поради цифра, а не поради некаква си естетска или па квалитативна вредност која би придонеле на содржината која би била искористена за оваа емисија и во последната календарска епизода на Дансе Макабре го бирам најквалитетниот хорор филм за годината. Така што еден од тие филмови кои е во конкуренција за таа титула е филмот Companion. Companion е режисерско старување на Дру Хенкок, односно ова е неговиот прв долгометражен игран филм, доколку не грешам. Претходно има работено епизоди од ТВ серии и сега дека тој е потписник на видеоспотот на Tenacious D Time Fixers. А мислам дека во изработка е неговиот нов авторски филм, односно My Wife and I Bought a Ranch, што треба да представува своевиден хорор филм за купување на куќа каде што наследуваат и дух во просториите на истата. Така што филмот Companion е работен од продуцентите на Barbarian, тоа е хорор филм кој беше снимен во Бугарија, еден прекрасно остарување. Меѓутоа ова е дебют на Дру Хенкок, како што веќе напоменав, во кое дечко носи девојка во викендица со неговите пријатели, арно ама еден по еден ќе почнат да си умираат, а убиецот да ми ти се наоѓал помеѓу нив. Така што во дадена ситуација бев изложен на самиот трейлер, како што јас моментално ве изложив. Меѓутоа, друго е кога аудитивно сте насочени да се стимулира вашата имагинација со оглед на тоа што не ги гледате ликовите и не знаете точно кој зборува, меѓутоа е нешто кажано во него. Со тоа што проблемот е кога во киносала го гледате трейлерот, а во него и тоа како не може да скријат од барем дел од пресвртите кои се значајни за овој филм. Го гледав пред да го гледам на сферато таму и мислам дека луѓето зад мене кои седеа поради тоа што го прекривав и лицето и ушите и се криев да не бидам изложен на трейлерот за да не си го расипам уживањето во гледањето на филмот. Најверојатно си мислев овој се плаши од хорор филмови, што е многу далеку од вистината, меѓутоа претпоставувам дека таков впечаток им дадов на луѓето околу мене. Меѓутоа во трейлерот премногу се покажува, затоа што доколку не би знаеле што гледате, мислам дека задоволството во гледачкото искуство и тоа како ќе биде позначително, иако на хартија делува дека е неинвентивен овој филм, меѓутоа сметам дека е прилично уникатен овој Black Mirroровски потфат, ќе го наречам. Значи е филмот во рамките на начинот на кој што е работена самата серија Black Mirror, баш поради начинот на кој што се комбинира научната фантастика со хорор
елементите, односно затоа и заговара нешто што би се рекло дека ни следува во блиската иднина со оглед на тоа што и ден денес луѓето може да си нарачат барем делумно роботизиран придружник, односно во денената ситуација на филмот е во прашање сексбот, односно робот кој покрај тоа што ги извршува домашните работи, ги извршува и задолженијата во будоарот. Меѓутоа, овој филм плени со тие милиони пресврти, кои дури се дуплирани, за разлика од Барберијан, каде што имаше еден моќен пресврт. Тука буквално откако ќе се одржи едниот, понатамошните веќе се крајно непредвидливи и тие го дестабилизираа гледачкото искуство, што е многу тешко денес да се направи со оглед на тоа што на се сме подготвени и се сме погледнале и слушнале, и буквално не знаеш кој од ликовите може да биде андроид со оглед на тоа што сите се однесуваат сомнително, барем со нивната глума, со тоа што доколку андроидите станат свесни дека всушност се роботи, некој може да си ја зголеми самосвеста. Така што прашањето се поставува кој од нив ќе го заштити својот предпоставен, односно човекот кој што има ингеренции над него, човекот во кој што во дадената ситуација се заљубени и кого ќе убие за да ги заштити нив и дали воопшто тоа ќе го направи. Така што ова се прашања кои филмот на долго и на широко ги отвора. Секако дека тука треба да се пофали актерската изvedба на Софи Тачер, која е одличен избор за овој филм. Ја говорев за неа кога глумеше едно главните улоги, ги имаше во Херетик, се извинувам, односно тоа е одличен хорор филм со Хју Грант, каде што Софи Тачер беше една од девојките кои оде од врата на врата и пропагираа христијанската, односно беа така наречени промотери на религиозната догматика, додека не беа соочени заедно со неа како јеховини сведоци. А поджанровски овој филм би го класифицирал како некаква симбиоза помеѓу научната фантастика, романтичната комедија, слешерот, меѓутоа акцентирајќи ги комичните секвенции со прилично многу крв. Така што актуелен е филмот, со оглед на тоа што живееме во ера со најазда на вештачка интелигенција и поставува доста горливи прашања за тоа кога и каде и каков придружник ќе ни треба можеби во иднината, или ќе бидеме задоволни со луѓето и би биле исполнети со човечките врски кои што, односно хуманите релации кои што ги воспоставуваме со нив, или ќе мора да користиме некакви си андроиди за да биде задоволено нашето его со оглед на тоа што ќе бидеме исклучени од човечката комуникација и нема да знаеме како да се поставиме во некаква си социјална средина, па таа замена би доаѓала од овие роботи, односно андроиди. Музиката на овој филм ја работи Хришкеш Хируеј, односно таа е акустична, звонлива, имаме нешто што би забележале во некакви CGI филмови, меѓутоа со истакнувањето на тие нежни аспекти, имаме симфонична наезда која што е забележлива. Дури имаме Айриса од Гого Долс која се наоѓа на самиот саундтрак во овој филм, наменски е и во филмот ставена во една сцена. Кинематографер е Илај Борн, ние го знаеме од Super Dark Times, ги искористува наивностите во поглед на пастелните бои, со тоа што ги истакнува како еден контрапункт на крвавоста која што следува, а монтажата е на Бредби Бечман, тоа е човекот кој ги монтираше Пик и Менди, и Джош Етиер, односно тоа е човекот кој работеше на Гретел и Хенсел и Don't Move. Двајцата знаат кога и како да ги сервираат пресвртите во филмот. Прашањето кое што го поставува ова дело е каков самотник всушност купува сексбот, односно се враќаме на тие прастари проблематики кои допираат до прашањето дали има душа андроидот, односно таа вечната Симова дилема дали ќе се заврти против неговиот газда или не, или ќе го заштити. Така што се менува динамиката на пријателството и љубовта и се преозначува со помош на овие уреди и помагала кои прилично
наликуваат, има таа когнитивна дисонанца да наликуваат на луѓето. Има прилично доста пробудување, меѓутоа нема некои значителни сцени за паметење. Ова дело кое е продуцирано за New Line Cinema, работен за 10 милиони, кој врати 34 милиони киноблагањите, што значи дека хорор жанрот, како и секогаш, се инвестира помали суми во споредба со блокбастерите холивудски, меѓутоа 3 пати поголем поврат има со оглед на тоа што луѓето сакаат да се плашат и да биде тоа масовно посетено и да биде како едно колективно искуство. Меѓутоа, ако андроидите добијат самосвест, прашањето кое го поставува филмот е ќе не сакаат ли уште како претходно или ќе ни станат можеби непријатели. А за да го дознаете тоа, треба да погледнете Companion. А во продолжение, ја слушаме најавата за хорор филмот Hard Eyes. Hard Eyes е режисерско остварување на Джош Рубен, него повеќе го знаете, предпоставувам, од сеопсежната актерска кариера, отколку како кариерата што ја има зад камерите. Меѓутоа, има режирано неколку модерни хорор филмови, негов е Scare Me, потоа Werewolves Within исто така е негово режисерско остварување кој се емитуваше во нашите киносали, ако не се лажам, и негова е Death to 2021. Моментално работи на новиот филм Green Bank, односно станува збор за малтене научно-фантастичен филм во кој настанува едно масовна хипноза во најшироки можни рамки на едно градче преку радиобрановите и начинот на кој што се комуницира во ова место. Меѓутоа, пред да го добиеме овој филм, имаме можност да погледнеме Hard Eyes, во кој на денот на влюбените убиец со маска со очи од срца се шета наоколу со бладно оружје во неговата рака и подготвен е да го убие секој пар кој ќе му се појави на неговиот пат. Што значи, Кристофер Лендон и Майкл Кенеди се сценаристите на ова дело, а кога овај двоец е инволвиран, тогаш може да очекувате филм од ранкот на Happy Death Day, односно филмот кој што имаат работено на него, и хуморот да биде пресликан во ова остварување. Така што топла препорака да погледнете овој слешер во друштво, кој е условно кажано диетален скрим за нови генерации, кој, да биде иронијата уште поголема, е всушност работен од продуцентите на Скрим. Така што е фамилиарен бизнис во прашање и го добивате најдоброто што може да го добиете ако веќе се бара некаква си инкарнација на модерен тинеџерски слешер, односно слешер за адолесценти кој е работен од во постмодерен манир, ако веќе го земеме Скрим како таков. Во прашање спојува неспојливо, односно ја нагазува ги нагазува пред се романтично-комичните конвенции и самите тропи на слешер жанрот, за да ја направи оваа фузија, така што ова е интригантен начин на работа кој нема да биде засечи кустокму поради што натежнува на едната страна. Тоа нема да биде од помирак од тврдокорните љубители на слешерите. Меѓутоа, таман ќе се најде некој дечко за протагонистката, ќе се појави убиецот со стрели и со ножеви вооружен и има една впечатлива сцена каде два во еден се наденуваат во едно комби. Така што репликите се свежи, имаме нов иконичен убиец и тоа по Thanksgiving, мислам, на Илај Рот, мислам дека е најновиот празник по кој што имаме некаков убиец. Мислам дека овие два се Thanksgiving и Valentine's Day, мислам дека се последните кои сум имал можност да погледам некој убиец, како што во минатото тоа беше Хелоуин, например, кој беше произнесен од некој празник, или па сите божични хорор филмови кои ги имаме во минатото. Така што мислам дека ова ќе биде уште еден од тие постулати кои на секој ден на залюбените хорор љубителите ќе го погледнат во нивниот живот. Така што
ги поставува тие прашања на кои се навраќаме повторно и кон Scream, кои беа поставени помеѓу ликовите, односно за прашањата за довербата во партнерот и всушност поттикнувањето на тајната мотивација на убиецот со оглед на тоа што очигледно дека нешто му пречи во мигот кога луѓето сакаат да бидат со својот сакан и едноставно има намера тоа љубовно заемништво да го прекрати со некаков си остар предмет во негова најголема близина. Така што малку повеќе натежнува отколку што барем јас сметам дека треба на романтичната комедија, односно барем во првиот чин максимално ги експлоатира сите елементи и чинители кои сте ги погледнале во романтичните комедии, меѓутоа од мигот кога ќе се вооружа убиецот се разбира дека иако тоа е темата, штом се вооружа освежува со неговите бодежи и односно стануваат и самите бакнежи на смртта со кој што ги наградува неговите жртви. Тони Гарнер, великанот на специјалните практични ефекти, ја прави маската на овој нов иконичен слешер, така што еден великан е земен да работи на крвавите ефекти кои тоа како не се за подценување. Музиката која што е комбинација помеѓу оркестар и електронски битови, ја работи Джей Бодли, а кинематографер мислам дека беше Стивен Марфи, тој има работено на ТВ серии, најчесто работи на Мистер и Мисис Смит и Атланта, што значи дека ќе имате доста масовни сцени кои се кадрирани во овој филм, каде имате потенцијални жртви и одлично раководи во тие сцени каде не знаете од каде може да излезе убиецот и да се појави од некој раб, како што тоа добро си ја научи лекцијата, се разбира, од Хелоуин за тоа. И секако истиот кој што го напоменав во Companion, монтажерот Бред W. Бакчман е човекот кој што го монтира и овој филм, кој би рекол, очигледно дека човекот ги има фатено најдобрите тезги на жанровското поле, кој умее да го скрие идентитетот на убиецот, се појавува, и тоа е вештината со оглед на тоа што се појавува или не се појавува во некој кадар, и тоа ни остава на гледачите да нагаѓаме дали е или не е некој близок кој што го знаат ликовите, а секогаш е. Така што ја има таа игра помеѓу гледачите и очекувањата и што може да се открие кој е или не е убиецот на самиот крај. Sony и Screen Gems го продуцираат овој филм, кој исто така имаше значителен профит кога на 18 милионскиот буџет го дуплира на киносалите. Така што овој филм дефинитивно е топла препорака да се погледне на денот на заљубените, се разбира, меѓутоа и за сите тие кои сакаат да погледнат љубов која убива. Покрај овие филмови можам да ви препорачам да ја погледнете и хорор комедијата Get Out, потоа кечерскиот Dark Match, Soderbergh исто така може да се погледне неговиот интригантен point of view хорор филм Presence, низ очите на духовите, потоа уште еден романтичен хорор филм The Gorge, кој се во истиот период се појави како и Hard Eyes, анимираниот Абруптиот, дефинитивно треба да му дадете внимание, потоа Bird Eater и боди хоророт Grafted се филмови кои го привлекува моето внимание и се надевам дека ќе им дадете шанса пред се да ја погледнете нив. Правиме тука една кратка музичка пауза, продолжение на емисијата. Ќе слушнеме три треш метал бенда. Овој музички поджанр во метал музиката го подзапоставив неколку изданија, меѓутоа ќе се навратиме со три значајни остварувања за 2025-та. Најпрвен со 16-тиот бенд. Албум, се извинувам, на бендот кој имавме можност да го погледнеме во Македонија. Свиреа на местото кое што повеќе не постои, односно свиреа на Саем, во составен дел од фестивалот Таксира, тоа е бендот Destruction. И со оглед на тоа што Скопје реши да го нема своето срце, да го нема Саемот, нема Destruction каде повеќе да настапуваат, го издадува нивниот 16-ти албум за Napalm Records, со тоа што од овој одличен и фуриозен албум ќе ја слушнеме композицијата која после 16 албуми го носи името како и самиот бенд, односно Destruction, и ќе ја слушнеме No Kings, No Masters, уште една извикувачка композиција од овој моќен албум.
албум кој завршува со една обработка на Accept, така што се надеваме дека Destruction некојаш во блиска иднина можеби ќе дојдат кај нас да го промовираат уште нивното ново студиско остварување. Потоа ќе слушнеме уште едни повратници на thrash metal сцената, односно слушаме Carnal Forge, кои покрај тоа што имаат 7, ако не се лажам, студиски албуми, последниот 2019 издадоа, се извинуваме на моје изненадување, но EP издание кое го насловија како The Fractured Process, од кое ќе имаме можност да слушнеме две фуриозни теми од овие шведски металци, односно ќе ја слушнеме композицијата The Final Enemy и Fragment of Sanity, и на крај ќе слушнеме уште еден проект кој ни доаѓа од Скандинавија, односно се извинувам, од Холандија, моја грешка. Стана збор за бендот Cryptosis, прогресивен треш метал бенд, така што со футуристички дистописки тематики кои ги разработуваат со нивното второ студиско издание насловено како Celestial Death, кој е издадено за Century Media, а доколку имаме време од него ќе ги слушнеме фуриозната Faceless Matter и ќе слушнеме Static Horizon. Така што продолжение на емисијата да слушаме Thrash Metal блокот, предводен Destruction, Carnal Forge и Cryptosis, и потоа се враќам во етер да ви говорам за двете мелодрами кои ги избрав за ова издание на Макабре Filmfest. Во Дансе Макабре издвојуваме и простор за две мелодрами кои можеби прелетале под вашиот радар, односно филмови кои не се толку извикани, меѓутоа ја сметам дека го заслужуваат вашето внимание, и ова емисија токму местото каде треба да се остави поголем простор за остварување кои можеби ќе го привлечат вашето будно око. Така што денес имаме на репертуар две мелодрами, од која условно кажано едната ќе ја насловиме машка, а другата женска. Меѓутоа сметам дека и двете поседуваат квалитети за кои што вреди да се продискутира. Така што слушаме најавата за September 5. September 5 или 5 септември е режисерско остварување на Тим Фелбаум. Стана збор за швајцарски режисер, претходно ги има реализирано филмовите Hell и The Colony, ако не се лажам, а на 5 септември за време на летните олимписки игри од 1972 година во Минхен во Германија, спортската редакција емитува пренос во живо кога израелски спортисти се држени како заложници од страна на терористичка група, и тој пренос пред се во фокус го става овој заложнички чин. Со оглед на тоа што режисерот има познавање о трилер жанрот, го вметнува во конципираната спортска мелодрама, така што ги зема чинителите по кои би функционирал овој трилер, со тоа што сме закотвени заедно со новинарите кои го вршат преминот, така што одлично се доловени пред се скокот од рутинските задолженија во регулирањето и во регрутирањето пред се на известувачите од терен со кришни снимки да ги пренесат тие од заложничката криза за да може да бидат емитувани, како што слушамте самиот трилер, можеби и тие кои што го извршуваат злобниот чин ги гледаат снимките, така што тука се јавува една критична ситуација во која дури со самиот процес на емитување на преносот може да се загрозат нечии животи, го држи здивот на гледачот, исто како и филмот кој беше снимен за реализирањето на SNL, така што се прикажува и притисок од можна ескалација, односно од зголемување на влогот, со оглед на тоа што секој момент може да да прелета некаков си куршум, да премине од Олимпијада во воено поле, со тоа што Питер Сарсгард ја предводи екипата на новинари, и хендикеп е од една страна и поволноста на клаустрофобијата, која не дозволува голем излез надвор од просториите каде се реализира преносот. Може да се случи да не ви го задржи вниманието
пресушувањето баш поради тоа што не е визуелно впечатливо решен овој филм, со тоа што тогаш имало медиумски сингуларитет, со тоа што поголема е одговорноста што всушност ќе погледне гледачот и може да се случи тоа да биде емитување на убиство во живо, така што етичката одговорност на вперената камера и тоа како има многу поголема тежина во ова остварување со оглед на тоа што денес може едноставно да се скрати преносот и да се направи некаква си друга негова замена. Меѓутоа, дали смее еден новинар да замежи преслушувањето на вистината на неговите очи, така што има доста етички дилеми кои се прекршуваат за тоа што наложува едно новинарско задолжение и тоа што одговорноста пред се што ќе се погледне од другата страна на камерата. Така што имаме мноштво ликови, имаме масовни кадри, не доаѓа баш секој од нив до сопствениот израз до своите 5 минути, меѓутоа сечките улоги на одговорните за самиот пренос доаѓаат до израз заради тоа што тие треба да ги донесат одлуките кои може би ќе влијаат за севкупниот исход од емитувањето на овој пренос и последиците од истиот. Лоренс Дангел е композиторот кој што користи форшпан од вестите за да се интензивира, односно тензијата да се наголеми во поглед на музиката, меѓутоа стартна точка е буквално овој форшпан. Потоа Маркус Фордерер е кинематограферот, него го знаете од iOrigins, од Constellation и од Red Notice. Се доближува повеќе до винтидж изгледот, снима на рака за да задржи напнатоста на секој кадар и мислам дека монтажата ја работи Ханс Јорк Вајсбрих. Тој ги има монтирано и филмот She, потоа ТВ серијата Unorthodox, така што имаме мешање на 16 мм филмска лента и дигитално снимање и се држи напнатоста токму поради ова компилирање на снимките кои се архивски и тоа што се случува зад кулисите, така што премиерата имаше на Венецискиот филмски фестивал, награден беше Санта Барбара, наградени со Independent Spirit и номиниран е за Critics' Choice, Златни глобуси и дури имаше еден номинација за Оскар за сценарио кој не го освои. Константин Филм, запамтете го ова име, тоа е продукцијата која што стои зад овој филм, ќе го спомнеме и уште еднаш на крајот на емисијата, затоа што се инволвирани во уште еден проект денес во соработка се со Paramount за дистрибуцијата на овој филм, каде вперена е камерата во изворот на човечкото зло. А во продолжение ќе слушаме најавата за филмот Girls Will Be Girls. Girls Will Be Girls е режисерско остварување на Шучи Талати, тоа е прв нејзин долгометражен игран филм. Претходно има работено краток филм кој е адаптација на Шерли Джексон, односно култното дело The Lottery, и секако има снимено уште неколку кратки филмови во кои протагонистите се всушност парови и ги разработува љубовните проблеми на истите. Girls Will Be Girls е филм во кој во строг интернат на Хималаите 18 годишната Мира ја гледаме како созрева, која е склона да се држи пред се до правилата додека не ја открие романсата во нејзиниот живот, односно е љубопитна, бунтовна, чие полнолетство е нарушено од нејзината мајка, која, например, немала созревање како што е посакувало со оглед на тоа што е растена во други услови, можеби со нагласен патриархат, попречувајќи го тоа и на својата ќерка. Така што гледаме coming of age филм кој ги истражува сите можни компликации до кои што може да се доведе едно созревање на еден адолесцент. Така што од една страна протагонистката е подлизурка, која сака да биде фина со сите нејзини професори, која превиткува правила на кои што се поклонува само за да биде во нејзина полза, кога ќе и одговара, конкретно во случајот со момчето која ја интересира, и при тоа нарушува пријателство со оглед на тоа што не ги почитува
истите прекршувања на правилата кои ги наметнува за него. Така што имаме носење на првата љубов во незиниот дом, имаме судир со традиционалноста и модерното и ставовите кои што пред се ги има незините родители, ама ако мајка ти е Кани Кусрати, која што ја знаеме од All We Imagine a Slide, треба да биде ќерката спремна за љубомора за време кое таа го поминува со незиниот дечко, со тоа што Кани е една од актерките кои се лидерки во индискиот независен филм, односно артхаус филмовите кои што излегуваат од Индија, така што треба да внимава како незиниот дечко го поминува времето со незината мајка. Така што се работи во филмот за соодност на очекувањата од страна на родителите или по страна на наставниците визави тинејџерските пориви, и во оваа колизија токму се крие богатството на ова дело. Од прашањата колку е дозволена должината на училишните униформи до недозволувањето на низината мајка на протагонистката да ја облече како еден свечен чин во кој што традиционалната носија треба да ја нанесе на себе, односно еден облик на преминувањето од девојка во жена. Се само неколку од тие судири кои што поминуваат овие два лика, така што еден од најзначајните пред се носи со тежината на догматиката на модерното визави архаичното во овој судир. Така што во ова строго контролирано окружување, ако може да напоменеме, и секој мал гест и вперен поглед знае да си повлече подлабоко значење и суптилностите да произнесат некакво си дополнително преозначување на димензиите кои ги имаат овие ликови. Така што се изигрува односот помеѓу школото и ученичката, помеѓу мајката и ќерката, и девојката и дечкото пред се, и да не го забораваме пријателството кое што протагонистката го има, односно го нема. Така што Пиер Оберкамф е композиторот на овој филм кој има направено скор кој е кроток, милозвучен, деликатен, со истакнување на партитурите на пијано визави другите инструменти, така што одговара повеќе музиката и овој милост кој што го негува класичен пред се на кревкоста на првата љубов, е така да го наречеме. Клаустрофобичен е аспектот на снимање, значи 1:4:4 наспроти 1, се со цел не само да ја портретира главната хероина, туку и да ги прикаже границите во самиот на визуелен план и кој нема да може таа да ги избегне, што е дело на кинематограферот G.E. Пенк. И монтажерка е Амрита Девид, таа има работа на Сентомер, и нема доволно нагласени клисури на дејствието, се движи праволиниски овој филм, така што нема многу одскокнувања напред и назад и во самото течение за да залута некој гледач. Така што премиера имаше и награден беше од публиката на Sundance минатата година, и награден беше и на Берлинале, и дури и со Independent Spirit заврши во свој посет. Amazon Prime ги откупи правата, а Juno Films работеа на негова дистрибуција. Уникатно созревање под разноврсни притисоци доживува протагонистката во овој филм. Покрај овој филм би ви ги напоменал да ги погледнете и комедијата Hundreds of Beavers, потоа азискиот представник на Оскарите How to Make Millions Before Grandma Dies, мелодрамата Matt and Mara, потоа имаме O Canada, еден филм од сценаристот на Taxi Driver, потоа The Lost Showgirl, филмот кој оваа година не ни дојде до Оскарите, иако беше во дискусија за и околу неговото номинирање. Секако тука е на режисерот на Small X серијата, односно има ново филмско остварување, во прашање е филмот Blitz, Better Man, биографскиот филм за Рој Вилијамс,
Hard Truth исто така би препорачал да го погледнете на новото остварување на Ли, потоа Емануел доби своја нова итерација, иако не знам колку е таа за фалење, со оглед на тоа што недостасува острината на оригиналниот филм, и секако уште неколку остварувања како што е The End или Here за љубителите на артхаус кинематографијата. Така што правиме тука кратка музичка пауза. Ви напоменувам дека во продолжение на емисијата и слушаме најагресивните бендови за денес. Имено еден од нив е и бендот Whitechapel, кој пријатно, многу пријатно ме изненадија со нивното ново студиско издание, односно 9-тиот албум, насловен како Hymns in Dissonance, кој што докажа што значи да биде еден деткор великан на врвот на тронот на овој музички правеси покрај нивниот 9-ти албум издаден за Metal Blade Records. Од претходниот албум милозвучниот Кин имавме можност да слушнеме исто така композиции во рамките на Дансе Макабре од 2021 година, меѓутоа 4 години подоцна се враќаат со еден од најагресивните албуми од деткор жанрот. Ветераните докажуваат дека не се крши толку лесно старата коска. Ова е бенд кој што го открив буквално во 2000-тите и до ден денес сум љубител на нивниот агресивен звук и секое експериментирање на албумите, без разлика дали се милозвучни, без разлика дали се неприкосновени, топло ги препорачувам да ги преслушате и сум и ќе ги поддржувам и понатаму заради тоа што ми се еден од најомилените деткор бендови на цел свет, со тоа што го возвратија ударот како 40 годишни свират музика која би ја создавале и на 20 години, со тоа што ќе слушаме насловната композиција и Diabolic Slumber од овој албум, и во продолжение ќе слушнеме една моќна агресивна супер група предводена од членовите на Емюр и од Челси Грин, односно незаменливите Дарко, американската итерација, односно иако минатата година издадоа Starfire, албумот од кој што може да слушнеме композиции, исто така во Дансе Макабре, оваа година се појавија со Dead Mask 3, односно третиот дел од ова култен серијал на композиции кои ги имаат зад себе, така што уште еден моќен, хаотичен и непредвидлив деткор бенд, од кој ќе слушаме Bloodhost, и на моје големо изненадување слушаме Have You Ever, композиција која што има извадок, односно вовед од The Substance од Корали Фаржа, има извадок од овој филм како почеток на хаотичниот звук кој што преовладува, во кој што гостуваат Кейло Кей и Кейлеп Доутеб. И за крај ќе слушнеме This Gift is a Curse, односно станува збор за една мешавина помеѓу сладж метал од една страна, хардкор влијанија и блек метал. Па разберете каква е ова невозможна фузија и баш поради тој уникатен пристап кој го имаат овој шведски бенд од Стокхолм со нивното, ако не се лажам, 4-то студиско издание, ќе имаме можност да слушнеме во рамките на оваа емисија, 6 години по нивниот претходен албум. Ги слушаме со композиција од Here, за жал ја избрав најдолгата од овој албум, меѓутоа мислам дека нивната моќност за музицирање и екстремите на овој звук кој го поседуваат, мислам дека најдобро доаѓа до израз, така што слушаме Void Bringer од овој албум на уникатниот бенд кој е издаден за Seasons of Mist, така што слушаме екстремен музички блок во рамките на Дансе Макабре и се враќаме утре да ви говорам за преостанатите два документарни филма во ова издание на Макабре Filmfest. Уживајте! За самиот крај на емисијата на Дансе Макабре, посветена на 6 актуелни филмски остварувања која ја нагласувам како Макабре Filmfest, 36-та едиција, ќе ви говорам за два документарни филма, од кои што се разбира, еден е посветен за филмската индустрија, додека пак вториот е посветен на музичката, и ќе започнеме со најавата за Resident Evil, меѓутоа што доколку Џорџ Ромеро би го режирал.
George A. Romero's Resident Evil е режисерско остварување на Брендон Селесбери, прв долгометражен документарен филм кој што претходно има соработувано, односно има давано негова асистенција во реализирањето на неколку жанровски документарни филмови и сите сте запознаени дека сопругот на Мила Јововиќ, односно режисерот на Event Horizon, Пол Виси Андерсон, е всушност режисерот на првата адаптација на видеоиграта Resident Evil во филмски рамки, меѓутоа, дали па знаете дека мајсторот на зомби хорор филмовите бил најмен и истовремено отпуштен да го работи филмот за играта која е инспирирана всушност од неговиот дед серијал на филмови. Така што Џорџ Ромеро имал можност да го работи сценариото на првата адаптација на Resident Evil, кој иако има мали отстапки во него, го поседувам сценариото и го имам разлистано, во тие отстапки се става повеќе акцент на создавање некаква поврзаност на ликовите во поглед на занемарување на нивната професија како видеоигрите, за да се воспостави таа љубовна врска и да бидат влоговите поголеми. Меѓутоа има и бројни крволочни убиства кои се синоним за играта, како и нагласена критика на корпоративната алчност, што пред се е негов белег во филмовите по кои што е пропознаен. Ви напомнам на почетокот на емисијата да внимавате на германската продукција Константин Филмс, која исто така се задолжени за адаптацијата на видеоиграта, која го најмува Ромеро по рекламата која ја има снимено за видеоиграта, ама прекрваво им било сценариото, бидејќи продуцентите не сакале крвишта да погледнат во филмот, сакаат и од тоа пари да земат од децата, од јапонската видеоигра која гласела Biohazard, која ја игравме како Resident Evil на PlayStation. Ја играв пред сега PlayStation кога се појави и се зборуваше во 90-тите дека ќе има филм и разочарувањето до ден денес е тука, дека е далеку од напнатоста на играта и стравот кој додека ја игра се криеше за секоја врата, црнилото и тоа мракобесие кое што во секој момент може да излезе некаков створ од неа и да ве ликвидира. Ромеро е зомби реформатор, кој го знаете од Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead, потоа работеше во периодот откако не го доби Resident Evil, работеше Land of the Dead, Diary of the Dead, иако не се лажем, Island of the Dead. Ова се филмовите од за реанимираните мртовци. Во 90-тите има проблеми да сними филмови, заглавен е во фахот на стереотипот дека може само да режира зомби филмови, ама и за нив не му дава доволно пари да ги направи како што треба, односно да го ангажира Нико Теро и останатата екипа од KMB да ги направат зомбијата да изгледаат како што позастрашувачки од што тоа може да го изведат и мислам дека е историска неправда изгубената можност да го имаме Ромеровиот печат на Resident Evil, иако го снимеше тој филм, кариерата ќе му имаше сосема друга траекторија и немаше да бидат очајни продолженијата како што ние ги знаеме денес. Некаков документарен пандан на овој филм е Дина на Жодоровски, односно филмот за снимањето на овој филм кој исто така нели не го немаме добиено, со тоа што побарувањата на Ромеро се каде попристојни и пореални за разлика од Жодоровски, само што не е секој нели да биде роден да биде продуцент пред се. Опрашање е Talking Head документарен филм со доста говорители кои го знаат делото на Ромеро, но и уделот кој го имала играта на Capcom во гейминг заедницата се напоменува во овој филм, така што е според мене идеален survival пакт ќе беше доколку Ромеро го реализираше овој филм. Уште едно предание за некомпатибилноста на авторската визија, доследна на оригиналниот материјал и неспособноста за нејзино согледување од страна на алчните продуценти, кои го брка медиокритетот, кои знаат дека ќе им нудат светска слава, што и тоа се случи, и тоа како ги вратија, не само што ги вратија стотици милиони долари се заработени на врз рамките на ова франшиза, меѓутоа квалитетот каде е засенувачки и до ден денес не добивме добар и впечатлив
филм кој ќе се базира на оваа игра. Dark Star Pictures и Young Court Entertainment заедно со Цифано се составен дел од дистрибутерите на овој филм во цел свет, кои да би имале неколку позначителни имиња од жанровскиот свет, меѓутоа и од геймерскиот свет, мислам дека би бил повпечатлив да си најде некаков си свој дом на стриминг платформите, меѓутоа со овие имиња кои ги има, без разлика на тоа што ја постигнуваат зацртаната цел, ги доловуваат сите проблематики кои биле тангирани во рамките на сценариото. Посебно се прави една прекрасна анализа за тоа што содржи всушност ова сценарио, така што се постигнува зацртаната цел да се долови таа белосветска неправда која што му е нанесена на Ромеро. Меѓутоа, од друга страна, па не се тоа имиња кои би промовирале некакво си широко дистрибуција на овој документарен филм. Така што, ова е филм кој го документарен филм за остварување, кое го заслужуваме, но никогаш нема да го добиеме. А во продолжение, ја слушаме најавата за Daytime Revolution. Daytime Revolution е режисерско остварување на Ерик Нилсен. Тој има работено бројни филмови за National Geographic и Discovery. Негови се и документарните потвати за JFK, за 9/11, има работено неколку за диносауруси. Меѓутоа, последните неколку години е фокусиран на Втората светска војна, особено во неговиот документарен филм Апокалипс 45. Daytime Revolution е документарен филм за случувањето во САД во кој Майк Даглас, популарен водител на The Michael Douglas Show, тоа е шоу што се емитувало за време на дневните термини во САД, доаѓа до една луда идеја, поканувајќи ги во дневната програма во САД, во кој што го нарекуваат варајати шоу пред се. Во 1972 година доаѓа до идеја да го покани Џон Ленон и Јоко Оно, и тоа да бидат ководители, односно соводители во текот на цела работна недела. Секој ден да бидат соговорници со него и да поканат гости кои ќе се дел од културното движење, кое што е заговетнато во 60-тите години, директно во милиони домови, вршејќи масивен удел на јавното мислење со овој чин. Така што на едно место има колизија на култури, со тоа што од една страна ги имаме конзервативните беби бумери пред екраните и од друга страна ги имаме хипиците од другата страна на екраните, кои создаваат содржина за да им покажат дека има поразличен свет и да го доближат тој поразличен свет со различните слободумни видувања на нивните мали екрани. По распадот на Битлси, поканети се Џон и Јоко да изведуваат пред се песни во секоја епизода и има еден сегмент каде Јоко епизода во епизода лепи скршен филџан како еден вид на перформанс од нејзина страна за да демонстрира дека ако малку по малку соработуваме на крајот ќе може да изградиме подобар свет, со тоа што за рамките на ова еднонеделна еуфорија на малите екрани, Ленон за прв пат се сретнува со својот херој Чак Бери и се дружат цела епизода, готват, свират, кога се во прашање свират, тоа нема да ја спречи Јоко Оно да урла на микрофонот и покрај Чак Бери. Така што во рамките на емисијата, колку што може да забележаме документарецот, го покануваат еден од лидерите на Црните пантери, односно Black Panthers, потоа комичарот кој сега веќе е починат, еден од најзначајните стендап комичари на историјата, Джордж Карлин се појавува во овој период кога е актуелен со неговиот Хипи Депи Уедермен. Се појавуваат гости за пренесување на бранова должина на мисли кои се врзува Џон Ленон за тој апарат и прави музика со неговите мисли. Дури има една гостинка која говори за макробиотичка диета, што е револуционерно само за себе во рамките на малиот екран, што
денес е веќе своевиден стандард за нашето постоење, кои од друга страна се повикани од страна на екипата која го работи документарниот да се погледнат себе си и да коментираат за нивното појавување од денешен аспект, односно како се гледаат себе си низ таа временска капсула која што представува ова ток-шоу. Не се обвиваат во рамките на оваа емисија празни муабети, како што тоа денес може да го забележиме во денешните ток-шоуа или во денешните подкасти, туку некој се дрзнал во ера на Никсон да биде слободумен и да едуцира нација што значи рок-н-рол, што значи контракултура, за различни погледи и достигнувања во ерата во која што живееме, а не да го оглупува аудиториумот како што тоа денес се случува. Кино Лорбер во соработка со Shout го дистрибуираат овој филм за CBS Media и е топла препорака од моја страна да погледнете за тоа како се забавувала Америка во оваа магична недела која Џони Око ја понудиле на широкиот американски аудиториум. На мое зачудување, исто како што бев подеднакво изненаден и прв пат кога слушнав, например, за афроамериканскиот Вудсток, исто така бев подеднакво изненаден и за постоењето на ова гостување на Џони Око токму по растурањето на Битлси. Така што револуцијата е емитувана на телевизија со цел да се подобри светот. Покрај овој документарен филм можам да ви препорачам и екстензивната документаристика за снимањето на Aliens во Aliens Expanded, потоа Sly Lives, новиот филм на режисерот на документарниот филм Questlove за афроамериканскиот Вудсток, односно посвати долгометражно документарно остварување за Sly од Sly and the Family Stone, односно под насловот е The Burden of Black Genius. Потоа био препорачал подмолниот актер кој што ги манипулирал холивудските великани, односно со неговите шеми за измамување, односно Bad Actor, Hollywood Ponzi Scheme. И секако документарните филмови номинирани за Оскар, како Sugar Cane, Black Box Diaries и Soundtrack to a Coup d'Etat, уште еден музички документарен филм кој што прави еден пресек на тоа како славните джез музичари биле односно биле преносители, пред се биле амбасадори на културата на САД. Денес имав можност да ви говорам за Companion и Hard Eyes од жанровските филмови, September 5 и Girls Will Be Girls од мелодрамите и Джорџе Ромерос Resident Evil и Daytime Revolution од документарните филмови. А за самиот крај на емисијата ќе слушнеме две композиции од Нова Рупта, односно станува збор за еден скандинавски проект од Гетеборг кој е предводен од Алекс Стjernfield, односно тоа е член од Grand Cadaver и неколку други шведски бендови. Меѓутоа, во прашање е еден сладж бенд кој има корења во black metal сцената, така што има амбиентални, има атмосферични примеси и милозвучни ноти, така што без разлика што допира до депресивни елементи, меѓутоа има и убавина во смртта која што се опева од четвртиот студиски албум именуван како Astral Sense. Ќе слушнеме композицијата The Bullet Shines Before Impact и соработката со Per Skalberg Endless Joy. Така што уживајте во Нова Рупта и композициите од Astral Sense. А јас сум Здравко Ѓелевски и го затворам 604-тиот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и не плашете се ниту од животот, ниту од смртта. Пријатни кошмари.